На денот вечерва, како што најавив за односите со Софија и евроинтеграцијата, разговарам со поранешниот пратеник од редовите на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Димовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Да започнеме со ова со што завршивме. Муцунски меѓу првите разговарал со новата министерка за надворешни работи, техничка министерка за надворешни работи на Бугарија, Надежда Неински, така пишува во објавата. Позитивни пораки како за прв разговор, но што може да очекуваме од техничка министерка за надворешни работи? Се знае ли впрочем која е Надежда Неински? Прво, не е техничка, во нивниот случај е времена со полни овластувања. Иако е времена владата назначена од председателот на Бугарија, односно во случајов председателката, станува збор за влада во полн капацитет. Не е слично како кај нас. Прва работа, втора работа, малку луѓе ќе се сетат дека оваа господја е истата Надежда Михајлова, која што беше министер за надворешни работи на Бугарија во периодот од 1997 до 2001-2002 година и беше министер за надворешни работи на Бугарија во моментот кога премиерите Иван Костов и Љупчо Ѓорѓиевски го подпишаа првиот договор за разбирање помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Беше министер за надворешни работи за време на нашата криза во Македонија, беше министер за надворешни работи во моментот кога Бугарија со сериозна воена помош и помогна на Република Македонија, така да ако треба нешто да извлечеме... Од најдоброто време во односите... Да, практично во најдоброто време од односите, една од најпријателските влади што ги имала Бугарија во минативе 30 години е токму таа влада на Иван Костов, каде што оваа господја, сега со различно презиме, веројатно од фамилиарни причини, беше министер за надворешни работи и беше прилично често присутна и во Скопје. Имаше одлични релации со министрите на владата на Црвенковски до 98, но имаше одлични релации со министрите во владата на Ѓорѓиевски после 98. Тоа е еден добар сигнал, што таа господја има некаков однос со Македонија и премиерот исто така има некаков однос со Македонија, пошто потекнува од еден град во Македонија, во Пиринска Македонија, по нашен Еврокоп, сега Гоце Делчев. Така да, може би е добар, ова што го направил министерот за надворешни работи е добар момент да го искористиме ова кратко време, но може да биде значајно заради динамиката со Европска Унија, да упатиме позитивни пораки, заради тоа што еве да се надеваме дека оваа констелација сега во моментот во Бугарија може би е поразумна и може би полесно ќе ни разбере нашите потреби. Ама тие неколку месеци ќе бидат на функција, изборите се во април, најмногу до мај, веројатно ако се формира влада. Ако се формира влада, заради тоа што и овој пат ние со вас често сме анализирале состојбата во Бугарија, Радев е во екстремна предност, но најверојатно нема да освои доволно мнозинство за да направи сам влада, а коалициониот капацитет му е проблематичен. Заради тоа што тој секако нема да прави коалиција со Бојко Борисов или со Делјан Пеевски, или турската партија и ГЕРБ. Бугарската социјалистичка партија после појавувањето на Радев како политичка опција скоро и исчезна од сцената, тој ги повлече сите поддржувачи на Бугарската социјалистичка партија и му останува единствена варијанта со ППДБ. Може би коалицирал, но сега се во тешки и лоши односи, му останува единствена варијанта со Костадин Костадинов од Возрождание, каде што па е проруска опција анти-ЕУ, анти-Шенген и така натака. Така да остава мала можност дека може би политичката криза во Бугарија ќе продолжи и понатака. И иако сега изгледа дека се придвижуваат кон стабилизација. Тоа што Радев ќе биде победник на изборите не е најдобрата вест за Република Македонија. Изминатиот период се посочува како на лоша вест тоа што тој прави партија и оди во битката за премиер. Значи, без разлика на историјата на односите, овие партии кои што се центар и центар десно во Бугарија, како ППДБ на Василев и ГЕРБ на Борисов, секогаш имале некаков поразумен однос кон Македонија, иако целата политичка сцена во Бугарија е многу поунифицирана визави ова прашање, отколку нашата политичка сцена. Не сакам никој да извлече паралели дека има некаква драстична поделба и така натака, едноставно по-стара држава, поискусни политичари и малце постабилно ги водат тие процеси. За жал кај нас тоа не можеме секогаш да се пофалиме како
процес. Добро, ама гледајќи го искуството од изминатите процеси на формирање на вакви преодни влади додека се реализираат изборите во Бугарија, немало никакво поместување во тие периоди. Веројатно ќе треба да го чекаме Румен Радев и изборите. Но пак велам во најмала рака Иван, еве и ова денеска Муцунски што го направил како и некаква првичен добар сигнал, и она Николовски што го правеше со неговиот колега Караджов околу отварањето на работата на коридорот 8, можеби треба да биде начин на кој што да пробаме да почнем. Можеби и другите наши министри за здравство, за образование, за земјоделие, за култура, можеби треба да иницираат некаква иницијатива, не само заради Европската унија. Ние во таква околност живееме, во такво окружување живееме и одиме кон све попроблематичен свет во наредните 5, 10, 15 години. Ние од наш национален интерес не смееме да дозволиме да имаме толку нарушени односи со еден од соседите како што имаме во моментот со Бугарија. Секако да не бидам разбран погрешно, не под овие услови под кои што сега сме под диктат, но треба да почнеме да разговараме и да бараме решение. Да се воспостави некаков диалог. Гледам според последните информации, одлуката на владата е Круме Фремов да биде испратен за македонски амбасадор во Софија. Јавноста најмногу го знае по почетокот на војниот конфликт во Украина, таму беше амбасадор дипломат во тоа време, професионален дипломат. Колку е исправна ваквата порака да не се испраќа политички представник во Софија, туку професионален дипломат. Ние сме имали исклучително добри амбасадори во Софија, кои што биле политички назначени, значи господинот Ханџиски, и господинот Маријан Ѓорчев, и господинот Абдурахман Алити, кој што вонредно добар амбасадор беше на Македонија во Софија. Сега владата одлучи, веројатно заради непредвидливоста на состојбите во Бугарија. Во секој случај има алатка владата на Македонија, ако процени во одреден момент дека можеби има дополнителна потреба од некаква тежина во таа смисла, на луѓе кои што се политички поискусни, историски поинформирани и така натака, да повлечи такви потези. Нели сме имали претходно обиди на владата на Заев со Бучковски како поискусен политичар, да има некаков статус на представник, специјален представник, полутајно, тајно, јавно и така натака, да разговара со софиската елита. Можеби ќе дојдеме и до тоа. Интересно е тоа што веќе се зачестија средбите и на нашиот врв и на бугарскиот врв со Кошта. И тоа, еве, како наблюдувачи на процесите, веќе почнува да станува интересно да се наблюдува. Очигледно дека постои нешто во позадина, некаква иницијатива, некакви разговори. Тој во последниот месец дена се сретна и со претседателката на Бугарија, се сретна и со нашиот премиер Мицковски. Се надевам дека нешто се случува и во Мицковски отворено говори дека се случува нешто, дека има иницијативи, дека има и Муцунски, тоа го неколку пати го искажувал дури од ова студио, дека има иницијативи, дека Бугарија е таа која не прифаќа да седне на заедничка маса и дека останува условот за уставни измени. Сега, пред неколку месеци во ова студио, вие бевте меѓу првите кои што ја спомена таа идеја за интеграција во Европската унија, членка, но без право на глас. Веќе официјално е потврдено и од премиерот Мицковски дека за такво нешто се разговара. Тој вели дека се разговарало и на конференцијата во Минхен, се разговарало и претходно за прием на Македонија во Европската унија и на земјите од регионот во 2027-та, но без право на глас. Без разлика на условите. Дали е прифатливо вакво нешто за Македонија? Јас бев првиот и можеби најгласниот критичар пред неколку години кога претседателот Пендаровски соопшти дека одбиле понуда за членство во Европската економска заедница. Европската економска заедница за гледачите ваши значи некакво комплетно прифаќање на сите оние слободи на движење на капитал, на личности, но не политичко интегрирање. Ќе бевме како членка на Европската унија, но немаше да бидеме дел од институциите на Европската унија. Следствено на тоа апсолутно е прифатливо во овој момент, заради тоа што капацитетите кои што ние ги имаме, целиот Балкан и проблемите кои што ги носиме, не ставаат во некаква агресивна или состојба да бидеме арогантни и да можеме да одбиваме такви понуди и така натака. За нас е битно да обезбедиме отварање на границите,
од повеќе причини и од национални причини доколку сакате. За нас е битно да овозможиме забрзување на технолошкиот развој на економијата, притисокот на конкуренцијата ќе си го создаде тоа. За нас е битно да создадеме многу полиберално и поконкурентно општество тука во Македонија. Реков да ги симнеме границите и спрема Бугарија и спрема Грција. Од тој аспект, ако дојде и официјално таков предлог, јас би дал апсолутна поддршка за пристапување кон размислување кон такви чини. Се прашам дали останува условот за уставни измени. Мицковски вели да тоа е нешто што го прифатила претходна влада. Веднаш почна коментарите дека дали ова ќе биде можноста за Мицковски под ваков услов, прием на Македонија во Европската унија во 2027 година, да се одлучи на брзи уставни измени. Видете, премиерот Мицковски е многу директен, дури премногу директен можеби и за мој вкус, кога ги става позициите за кои што тој стои, а тие се два услови. Нели некаква гаранција дека овој процес нема да биде недогледен. Таа гаранција он ја лоцира во одлука или заклучок на Европскиот совет. И втората работа е положбата на македонското малцинство во Бугарија. Ние во текот на овој месец имаме два несреќни настани во Бугарија поврзани со македонското малцинство. Значи, по втор пат ја одбија регистрацијата, по 100 пат ја одбија регистрацијата на едно од македонските здруженија во судот во Благоевград, а во исто време Бугарија иницираше расправа во Советот на Европа за бугарското малцинство во Македонија, буквално во разлика од 5 дена. Така да тие услови се прилично јасни. Дали ќе најде владата, дипломатијата наша, Министерството за надворешни работи формула сето ова да биде задоволено, а ние да добиеме некаква форма на членство на Европската унија забрзана, која што е возможна заради тоа што очигледно војната во Украина ќе мора да приврши, односно се движи кон привршување. Во тој пакет, како што сум ви рекол многу пати, дека членството на Македонија во Европската унија повеќе зависи од војната во Украина отколку од состојбите внатре во Македонија. Добро, ако се понуди такво нешто прием во 2027, Мицковски ќе има отворена можност да рече имаме решение, не примаат во 2027 да направиме уставни измени. Практично се избегнува она замка која што ние сами за жал сме си ја ставиле во тој втор протокол, во кој што бугарската страна би можела да ги одолговлекува на тема историја, состојбите и разговорите. Ако ова оди во пакет, како што кажа премиерот или како што сме размислували и претходно и сме зборувале тука во ова студио, веројатно тој пакет ќе значи геостратешка одлука и нашите ситни историски забелешки помеѓу себе, помеѓу Црна Гора и Хрватска, помеѓу Албанија и Србија, помеѓу нас и Бугарија или било кој, ќе бидат ставени не во втор план, во 10-ти план. Мислам дека никој од тие кои што одлучуваат воопшто нема да се занимаваат. Едноставно, проблемот постои заради тоа што се уште не е донесена одлука да ние станеме член на Европската унија. Кога ќе биде донесена одлуката, брзо ќе се најдат формулите за решавање на проблемот. Секако со тоа да ние си ставиме темпирана бомба во нашиот систем на функционирање како нација, заради тоа што тоа ќе предизвика проблем. Има и лоши страни, има добри страни. Патриархот Данаил пред некој месец спротивно на сите очекувања, па кажа дека за него Македонската православна црква е автокефална црква. Така да веќе нешто че има меша, има многу лоши пораки, ама има многу добри пораки. Имаме сега министери, премиер во Бугарија кои што даваат некаков простор за надеж дека сето тоа ќе биде можеби попријатно бар за разговор, да се надеваме дека ќе се најде решение. Да почекаме тоа сепак да биде нешто официјално, да не имаме преголеми надежи и очекувања. Морам да ве прашам за реформската агенда на владата. Вчера беа објавени детали од извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Ваец, кој што вели дека не стоиме многу добро со реформите во правосудството, со борбата со корупцијата. Зошто е тоа така? Зошто не и оди на владата на ова поле? Видете, мислам дека владата беше превнимателна за да не се создаде чувство или однос на јавноста дека нешто на брзина се обидува да партизира и така да се користат речник кој што другите го користат, но да бидам појасен. Се надевам дека последните одлуки кои што ги повлече владата во смисла на избор на ново раководство во јавното обвинителство,
пакетот со закони од кривичната област, дека ќе ги динамизираат тие процеси и дека следниот извештај ќе биде подобар. Мислам дека со овие потези владата и сама покажа дека претходните 2 години можеби да речем не тактизирањето, но внимателноста не се исплати. Некогаш треба активноста и динамиката, посебно во ова поле, да биде по-брза и по-одлучна, заради тоа што толеранцијата на состојбите кои што се наследени, на крај еден ден ќе дојде на математика, односно на сметка на оваа влада, а оваа влада верувам дека воопшто не го посакува тоа. Некој велат дека не е умесна реториката или битката со дел од учесниците во трката за нов државен јавен обвинител. Што мислите вие, така или сепак се работи за ова искуство за кое што зборувавте, дека се очекува подсврст став? Јас ќе го кажам мојот став. Јас мислам дека без разлика може да ми замерат, но сите кои што биле вклучени во работата на тоа специјално јавно обвинителство не треба да бидат дел од правосудниот систем, заради тоа што лично можам да посведочам дека тоа специјално јавно обвинителство се користеше за уцена врз пратениците и за уцена врз бизнисмените за остварување политички и финансиски цели. Многу од моите колеги беа под директна уцена и им беше нуден пазар да гласаат за промена на името за да бидат или да не бидат теретени од страна тоа обвинителство. Така да мислам дека пристап без разлика се прашање некогаш и на вкусо и дали треба поостро или помеко да се одговори, но принципиелен став треба да биде дека сите кои што биле дел од тоа специјално обвинителство не треба да бидат дел од правосудниот систем на Република Македонија. Димовски, благодарам многу за гостување. Благодарам.